почитувана јавност. Со ова законско решение всушност се изменува статусот на пиротехничарите од административни службеници во лица со посебни овластувања, усогласувајќи се истовремено со меѓународни норми и стандарди, плюс ќе се изврши регулирање на бенефицираниот стаж, им се вреднува работата на пиротехничарите и степенот на ризик при работата. Освен членот 2 во овој закон, јас би сакала да потенцирам уште неколку работи, бидејќи бројот на пиротехничари во Република Македонија е мал и изнесува вкупно 7 во Дирекцијата за заштита и спасување, и поради секојдневното ангажирање на терен, при што на годишно ниво во просек на територијата на Република Македонија се пронаоѓаат од 600 до 1000 неексплодирани убојни средства. Во 2020 година само во една акција во Битола се пронајдени 12.300 парчиња. Старосната граница на пиротехничарите е од 52 години до 67, поради тоа што за 2 до 4 години има опасност дека ќе немаме воопшто специјализиран кадар. Бидејќи не примаат соодветен надоместок, плюс тоа што им е утврден со членот 149 од Законот за заштита и спасување, членот 90 од Законот за административни службеници и членот 3 став 3 од Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за заштита и спасување, а не им се исполнети тие услови, пиротехничарите се всушност се приморани своите основни права да ги остваруваат по судски пат и платата на пиротехничарите со 30 години работен стаж е под републичкиот просек, иако ризикот по животот и здравјето нивно е реално поголем од полициските службеници и припадниците на армијата, кои што имаат бенефициран стаж, така да не им се регулирани основните услови за работа и заштита на животот и здравјето на пиротехничарите, во кои треба да се опфатени бенефициран работен стаж, додаток за плата по ризик по животот и здравјето, животно и здравствено осигурување, лична заштита, опрема и така натаму. И како што нагласив претходно, сакам да само уште еден член да потенцирам. Во Законот за заштита и превенција е членот 9, кој што всушност се однесува за обештетување и гласи вака: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство извештаите за процена за утврдена загуба на приходот од продажбата на земјоделските растенија и животни и на земјоделскиот имот и штетите на стакленици и пластеници, согласно уредбата за дополнување на уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи, во периодот на денот на влегување во сила, ова се однесува на она уредба од 2015 година, и од денот на влегување на сила во уредбата за изменување на уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди од 2019 исто така, велики ги достави до комисијата при владата на Република Македонија во форма на збирен извештај со вкупна проценета штета и во рок од 15 дена од денот на влегувањето на сила овој закон. Впрочем, вие како парламентарно мнозинство сте познати по тоа да формирате комисии и да заглавите работата. Само времето ќе покаже дали и колку оваа комисија ќе се скратат постапките за обештетување. Сега говорам за оние луѓе кои што се засегнати од општината од која што доаѓам, од Газибаба, која што претрпе катастрофални поплави од 2016 година. И од лично искуство ви говорам дека низа ургенции имавме за овие обештетувања, кои што многу од нив, а не се мал број, верувате, завршија безуспешно, бидејќи и покрај завршените документации во Агенцијата за рурален развој заглавуваа во одлучувањето во Министерството за финансии. Сега говорам во име нивно, бидејќи ми се обраќаа. Јас искрено, овој закон има добра намера. Главното прашање е зошто не до сега, иако сте веќе 4 години на власт, зошто токму сега пред избори и зошто се одложена примена од 2022, и да не се мачите да ми одговорите на прашање, знам дека нема да ми одговорите, затоа што знам што ќе ми одговорите всушност, дека е потребно време за усогласување со покачувањето на платите на инспекторите во другите области,
Прашањето е што чекавте до сега, 4 години сте на власт и ова никако не може да се протолкува на друг начин, освен дека е уште еднаш предизборен поткуп, но како што кажав, е со добра намера и ние ќе го поддржиме овој закон. Ви благодарам. Панчо Минов, реплика.